Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 4.4.2024 година четврток во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Под број 1, извештај за реализација на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година и точка број 2, извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Кој е за? Тројца за, против и воздржани нема. Го молам представникот од општина Битола да се произнесе за првата точка, извештај за реализација на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Повелете. Благодарам. Мислам, поделени ви се материјалите, а нема многу да се задржувам во детали, само ќе ги прочитам вредностите и процентот на реализација и за кои проекти и колку сме реализирали. Значи, планирани средства за програмата за економски развој за 2023, вкупно планираните средства вреат 48 милиона 691 994 денари, реализирани се 30 милиона 236 184. Во проценти кажано, тоа е 62,1% реализација на програмата на економски развој. Се содржи таа од два дела. Едниот дел е кофинансирање за проекти во кои што ние имаме учество. Тоа се проектот за пресителната станица Националниот парк Пелистер, 7 милиона 705 673 денари, кофинансирање за проектот Релоа 2, 1 милион 095 804, кофинансирање за изработка на ГУП од проектот Бајер Здружена акција 5 милиона 084 988, кофинансирање за исплата на средства за Пелагонискиот плански регион за колекторскиот систем и пресителна станица Национален парк Пелистер 882 340, купување на друга опрема, изработка и монтажа на пултови 260 560 и чланарина Конзелс 851 640. Другата ставка, кај што е директно поврзана со изработката на техничката документација, односно други градежни објекти, за подготвување на проекти за кои вклучуваат дизајн улици и патишта 7 милиона 711 004, подготовка на објекти за пресителни станици и колекторски системи 421 403, подготвување на проекти кои вклучуваат дизајн на капацитети за водоснабдување 343 225, подготвување на проекти вклучување на дизајн на капацитети за енергетика 359 195 и подготвување на проекти вклучување на дизајн на други објекти 5 милиона 520 352. Значи, уште еднаш да повторам, реализацијата на програмата за 2023 од економски развој е 62,1%. Во минатата година аплициравме на повеќе програми распишани од страна на министерствата и агенции. Имате овде за што се имаме аплицирано, меѓутоа само добивме за две ставки, и тоа едната е од кинеската амбасадата на Народна република Кина 400.000 денари, со кој што поставивме фотонапонска електроцентрала со инсталирана моќност од 12,1 киловати на подрачното основно училиште Даме Гроев во село Долно Ризари, и преку Пелагонискиот плански регион 11 милиона 596 320 денари за проектот за подобра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација, патики, тумбе, кафе, кои можам да кажам дека сега веќе се и започнати да се градат. Толку имам на кратко. Благодарам. Отворам дискусија. Кој има прашања да постави до представникот? Бидејќи нема никој прашање, ви благодарам за излагањата. Преминуваме на втората точка. Извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Го молам представникот од општина Битола да се произнесе за точката.
Добар ден на сите, почитувани советници. Програмата за туризам извештајот на Општина Битола за 2023 година. Прво би започнал дека во програмата беа планирани приходи од 1.300.000 денари, а потрошени беа 825.000 денари, што значи програмата реализирана со процент од 63,46%. Од активностите кои што се спроведени би ги издвоил и кои што средства се потрошени за промоција на активности соработка со Национален парк Пелистер за развој на туризмот кој што имаме веќе повеќе години. Туристички инфотабли за градот Битола и подпелистерските села. Се изработија дрвени куќарки штандови што се користат за разни манифестации на територија на Општина Битола. И тука би издвоил делот што не е спомнат во оваа програма преку проектот Reload 2, кој што е финансиран од UNDP во висина од 80%, а имаме кофинансирање од Општина Битола 20%, се реализираја два поголеми проекти во соработка со невладини организации за кои што беа опфатени доста сериозни работи кои што го засегаат туризмот на територија на Општина Битола. Накратко тоа би имал, доколку има прашање. Ви благодарам. Отворам дискусија. Дали имаме прашање да поставиме до представникот од Општина? Ви благодарам. Преминуваме на гласање, бидејќи немаме прашање, преминуваме на гласање. Првата точка. Извештај за реализација на програмата за економски развој на Општина Битола за 2023 година. Кој е за? Воздржан? 1. Значи 2 гласа за, 1 воздржан, против немаме. Втората точка. Извештај за реализација на програмата за туризам на Општина Битола за 2023 година. Кој е за? 2 гласа воздржани, 1 против немаме. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам на присуството.